Значи да влеземе сега, Петар, те молам во... Ние го викавме негов, всушност, кога бе по телевизија Петре. Така беше. Да влеземе во ова украдена историја. Тоа се 2 тома, повторно 1000 страници, од кои овдека има и многу назначени све кои материјали се користени. Да. Потоа многу карти. Обемна литература и обемни архивски материјали. Така да, апсолутно аргументирано тоа што се пишува со документите. Мене ме интересира прво и основно. Кој е поривот да се напише едно вакво дело? Видите, јас многу одамна сум се интересирал за оние денес нарекувани антички автори. Авторите од праисторијата, да видам што навистина тие пишувале. И јас речиси ја собрав сета таа литература и ја доволно ја проучив и кога почна овие расправи со грците, дојдов до една идеја, викам да земам јас, например, овие си работи да ги искористам, бидејќи тоа не е точно што грците го пласираат во светот, во јавноста. Во нивната историја. Да. И јас, ако добро се сеќаваш, кога одеше на пат вака во странство, јас ти порачував да ми купиш книги, ми носеше книги. Јас така правев, например, за некои други, и сам сум одел, например, во Австралија, јас има, донесов, кога отидов, донесов огромна литература, например, нашиот покоен сега, почитуваниот директор Иван Тошевски, често одеше нели во Њујорк, во Америка, и го молев, или во Женева, и му викав, тој знаеше за што работам и често пати ми носеше така книги, да го спомниме во оваа пригода. Така што јас веќе создадов еден фонд на литература што мене ми требаше да можам јас да изградам една ваква студија. И дојдов до изворедни аргументи. И што е многу важно, јас го следев напредокот на нашата наука, пред се. Науката во смисла на археологијата, археолошкиот напредок. Ископување откритија. Да, ископување тие надписи што стојат на стари, например, надгробни плочи и така натаму. И дојдов до едно сознание дека можам да направам ја аргументирана студија со која ќе ги побијам грчките фалсификати, илузии и заблуди, со која го мамат светот. Вака, да ти поставам едно математичко прашање за историчар, тешко. Од грчката севкупна историја? Да. Колку е украдено од нашето? Се. 100%? Апсолутно, се. 100%? 100%. Се што е наше, тие си го земат? Се, да, го земат, ги го присвојуваат. И тоа го имаш овде аргументирано со карти, документи, искази се? И 100 автори имам од средновековниот период и од поново време. Јас го следам тоа. Не оние автори што препишуваат позната нели Ресавска школа, туку оние што истражувале и што внесле нешто ново, доказен материјал. Се борее тие да докажат нешто. Значи доаѓале од разни континенти овде да пишуваат, да истражуваат заправо и да пишуваат, да создадат историја. Така што јас се потпирам исклучиво на сигурни автори. Значи, сега да се разбереме, Петре, значи, историја крадена, значи, и историја од 18 век, и историја од 12 век, и историја од Александар Македонски. Од пред Александар Македонски. Од пред Александар Македонски. Сега видите. Ти свесен ли си, знаеш ли што значи да со некоја магично стапче светската историографија, со самото тоа грчка и па дури и наша официјална, да ги прифати овие аргументи. Паѓаат илјадници докторати, семинари, катедри. Не само докторати. Паѓаат милиони томови книги кои треба да се фрлат на отпад зашто го лажеле светот досега. Зашто ова секој паметен... Таа не е фалсификувана, таа е украдена. Украдена, ама со фалсификати. Свесно правени фалсификати. Свесно правен фалсификат, да кажеме, некаков документ, на некаков артефект, така во таа смисла? Да, сигурно. Оваа студија, која би ја зеле учени луѓе, мислам, луѓе прогрчки не наклонети,
мислам, кои реално гледаат на екзактната наука, ќе го прифатат, веднаш ќе ја прифатат ова. Преведена ли ова на англиски? Не е преведена. Зошто? Многу Па пари. зашто јас, видите што јас обратив и до Министерството за култура, меѓутоа веројатно ти можеби немале и средства и така, јас им понудив да формираат некое тело. Ова треба да оди на светот. Па би требало ако има интерес државата. Па јас мислам дека има. Па не знам дали има интерес, треба да го погледаат тоа, да го видат, зашто тука е сето тоа аргументирано. Например, јас ги знаам тие кои се представуваат денес како грчки автори, например, од тој антички период, кои пишувале за Грција и пишувале за Македонија, например. И тие, значи, праисториски автори и некои средновековни сега од поново време, сите тврдат дека грците се арапско племе дојдени од Јужен Египет. Така. Тоа си го кажува во 3 поглавија и самиот Херодот. И дури на последното поглавје каде што зборува за нивното потекло, тој вели па толку за тоа. Значи како да му е преку глава за тоа што го Значи кажува. они се египци, Да. како што ги викаат. И со време има многу автори кои викаат дека македонците вика имаат ариевска крв и ариевска боја. Значи бела со плави очи, со плава коса и така натаму, додека грците се разликуваат со темен тен. Така што денес, например, еве ако се земе, например, имаме ние доста наши научници кои исто така не се вака прифатени, што велите вие, од државата, како што е нашиот почитуван професор доктор Ташко Белчев, има доста напишано за тоа, и тој има кажано во една од своите студии дека 80% од населението денес што е во Грција, кое се декларира како грчко, тоа е практично македонско население. Грцизирано, хеленизирано население. Токму со нивните садистички методи што ги применувале низ во текот на вековите. Например, имате вие околу, како да ви речам, 50-60 автори кои што ја проучувале историјата на Грција. И тие тврдат, вика, до 10-тите години, 10-тите, 20-тите години од 20-тиот век тие не си го знаеле својот идентитет. Тие не знаеле дали се хелени, дали се римјани, дали се ромеи, дали се арапи и така натаму. Тие вршеле анкети, јас давам тука, ги цитирам, кажувам авторите кои се, значи